објавен нов извештај од Пентагон во кој се наведени истрагите за влијанието врз здравјето на луѓето кои имале средба со НЛО. Извештајот од 1574 страници е насловен како аномални акутни и субакутни ефекти врз човечките и биолошките ткива. Го доби The Sun од американската одбранбена разузнавачка агенција DIA или Defense Intelligence Agency преку Законот за слобода на информации. Прецизно се пријавени доволно инциденти, несреки и се добиени медицински податоци како поддршка на хипотезата дека некои напредни летала се присутни и се уште неразбрани од САД. Се вели во извештајот од сега веќе непостоечката напредна програма за идентификација на закани во воздухопловството или Advanced Aerospace Threat Identification Program ATIP. Програма КЕРКА на друга поголема програма насловена OSAP или Advanced Aerospace Weapon Systems Application. Овие две програми беа истражни напори финансирани од владата на САД за проучување на овие чудни објекти кои сега војската ги нарекува неидентификувани воздушни феномени или УАП. Сан тврди дека овој извештај кој го доби преку Законот за слобода на информации или преку така наречениот FOIA закон вклучува 42 случаи со медицински досиеа и 300 случаи во кои луѓето тврдат дека биле повредени по во наводници аномални средби. Некои од овие повреди се чини дека се резултат на електромагнетно зрачење или нанесени со, цитирам, погонски системи поврзани со енергија. Иако никогаш не бил класифициран како тајна, програмот ATIP стана познат во јавноста дури во декември 2017 кога New York Times објави голема сторија поврзана со проучувањето на неидентификуваните летечки објекти од страна на Пентагон. Тоа се дозна дека директор на оваа програма беше Луис Елизондо, кој поднесе оставка бидејќи не можел на адекватен начин да ги извести луѓето на највисоките позиции во војската за она што го дознал во рамките на програмата ATIP. Набргу откако беше откриено постоењето на ATIP, весникот Сан поднесе барање преку Законот за слобода на информации, Пентагон да ги стави на нивно располагање сите документи поврзани со програмата. 4 години подоцна, на 5 април 2022 година, американската одбранбена разузнавачка агенција DIA го прифати ова барање, ставајќи на располагање 1574 страници материјал. Тоа е тој нов извештај за кој Сан известува дека го доби од Пентагон. Според The Sun, повеќето документи содржат извештаи за биолошките последици од средби со НЛО врз луѓето, за испитување на напредните технологии како што е полето на невидливост и плановите за истражување и колонизација на длабоката вселена. Некои делови од документите се делумно објавени поради причини како што се приватност и доверливост на податоците. Меѓу различните тврдења во документите, најбизарните вклучуваат наводни повреди на луѓе кои наблюдувале аномални напредни воздушни системи. Натаму, цитирам, очигледно киднапирање, па дури и, цитирам, необјаснета бременост. Во 2021 година, американската влада објави сеопфатен извештај за документирани случаи на НЛО, беше на 9 страници, беше доставен до Американскиот конгрес и во него војската тврдеше дека разгледала 144 инциденти пријавени од американските воени припадници, од кои војската можела да разјасни само еден. Кога се работи за НЛО феноменот, има толку многу прашања. Повеќе прашања од реални со докази потврдени заклучоци и одговори. Едно од поинтересните во последно време е зошто американската војска и влада по 80 години прикривање на феноменот сега конечно го призна и призна дека го истражува. Зошто во последните 2 години се со закон создадени 2 единици за проучување на феноменот? Зошто војската тврди дека чудните летала не се некакви тајни, се уште неоткриени технологии на САД, ниту пак на ниту една друга нација на нашата планета? Ако се тоа тајни летала на Америка, кои ги тестираат во реални ситуации тоа пред своите пилоти, тогаш од кои ги кријат? Дали само од своите земени непријатели или и од некои други? Не е ништо чудно
Тоа и да се некакви тајни летала. Уште пред неколку години НАСА потврди дека ќе работи на погон според методот на Алкубиер. Погонот Алкубиер, првпат предложен од теоретскиот физичар Мигел Алкубиер, е во согласност со теоријата на Ајнштајн за општата релативност, за да се постигне суперлуминално патување. Алкубиер го опишува просторот што се шири на едната страна од бродот и се собира на другата страна, благодарение на огромната количина на енергија и потребната количина на екзотична материја, во овој случај негативна енергија. Иако ова нас, на обичните смртници, ништо не ни значи, веројатно човекот знае што зборува доколку НАСА планирала да работи на погон врз неговите теории. Неодавна беа обелоденети и документи од службата за патенти на Америка, во кој е представен и друг екзотичен погон. Овој од научникот и сега вработен во Space Force, Салваторе Паис. Никој со сигурност не може да каже дека некој од овие летала не се некаква се уште скриена воена технологија, но само некој. Има толку многу пријавени случаи, и тоа само од припадниците на војската, што едноставно не е можно сите да се тајни воени летала. Ако е така, тогаш од каде доаѓаат? Уфолози и научници кои со децении го проучуваат феноменот, велат дека кога започнуваме со потрагата по одговорот на ова прашање, не смееме да се ограничиме само на познатиот универзум, туку и на сите наводно постоечки димензии. Во повеќето случаи, тоа се трансмедијални летала, што значи дека може со потполно иста леснотија да се движат и во воздух, и во вода, и во Вселената. Но дали се и трансдимензионални? Дали воопшто постои такво нешто како други димензии? Уште едно многу интересно прашање е како овие летала или поточно уфонаутите кои ги управуваат, како тие влијаеле врз нашата планета и врз нас и нашето развивање низ историјата? Дали многу древни списи и преданија можеме точно да ги интерпретираме, знаејќи го одговорот на ова прашање? Уште поинтересно, како влијаат врз нас сега? Колку раси се? Колку време се тука? Која е нивната агенда? Во последните години војската поотворено зборува за феноменот, и тоа многу често со наратив дека леталата се некаква закана за националната безбедност на САД, па од тоа тврдење црпат причини за понатамошно истражување на феноменот. Се сеќаваме дека само пред неколку години беше создадена новата бранша во американската војска Space Force, а и кога официјално беше промовирана со реклама, дури и во самата реклама Пентагон тврдеше дека е време САД да се фокусираат и на заканите од Вселената. Колку и да звучи ова научно, фантастично и чудно, вистина е. Погледнете го трейлерот објавен од самите вселенски сили на американската војска и јасно и гласно ќе го чуете тоа. Ако навистина постои некаква закана, дали може би веќе започнал процесот на војската за информирање на населението со нивното признавање на феноменот и со тоа што феноменот веќе и законодавно се третира? Уште едно битно прашање е зошто во последните години феноменот се поврзува со свеста. Во уфологијата веќе години постојат групи кои преку заедничка и насочена медитација се обидуваат да контактираат со феноменот. Колку и ова да звучи чудно, и ова е чиста реалност и го прават илјадници луѓе. А ако ви звучи нереално и чудно, само одете во онлайн архивите на некои од американските алфабетни разузнавачки организации, каде што самите агенции ги ставаат достапни за јавноста илјадници декласифицирани документи и пребарајте remote viewing. Со само малку пребарување во прашање се секунди, ке наидете на документи за експериментални единици со агенти кои успешно го правеле токму тоа, далечинско гледање. Но тоа е сосема друга тема. Го кажуваме ова ради фактот што ако тие познати алфабетски агенции го практикувале тоа на некој начин, не е чудно што и постојат илјадници луѓе кои што се обидуваат по пат на медитација да остварат некаков контакт. Но дали тие знаат всушност што прават? Може би војската е загрижена за тоа, па единствен начин да го контролира тоа е целосно да го превземе јавниот наратив за феноменот во своји раце.
Може би признавањето на војската дека феноменот е вистински и дека го проучува е обид да го сврти целото внимание на јавноста и уфолозите кон информациите кои токму војската ги објавува. Со самото тоа, наративот се држи под контрола. Уште едно битно прашање го поставува поранешниот шеф на програмата за проучување на НЛО, АТИП, Лу Елизондо. Тој во неколку интервјуа индиректно можеби дава одговор зошто 80 години се прикривал феноменот. Можеби одпрво, феноменот се криел со цел војската да може да ги проучи наводните срушени летала и да дојде до екстремно напредна технологија. Но со текот на времето, можеби и приватни ентитети кои работеле како контрактори на војската имале бенефит од ова. Па по сите овие години е неверојатно тешко да се открие целосната вистина за ова, бидејќи војската за едни компании била мајка, а за другите макија, што во одредена мера може и да биде предмет на легални постапки. Огромна е веројатноста дека ова никогаш нема целосно да биде откриено. Се разбира дека ова се крајно шпекулативни прашања и тези за кои нема докази, но сепак се тоа интересни размислувања. Кога се работи за војската и за 80 годишното прикривање на феноменот, треба навистина да се замислиме и да се запрашаме уште едно прашање. Зошто целото прикривање? Може би тоа прикривање е за наше добро, за доброто на планетата, а не ради некакви задни намери. Постојат толку многу глупости и лажни пророци во уфологијата. Веројатно повеќе од 90% од сите теории и информации што сте ги слушнале за феноменот се апсолутни глупости. Дури и некои од наводно највпечатливите снимки на неидентификувани летечки објекти и случаи на средби со нив може да бидат објаснети. Се разбира, во исто време има и навистина многу необјаснети. Има и материјални докази поврзани со леталата кои се проучуваат. Има и сериозни организации и влади кои сериозно го проучуваат феноменот. Кој знае, можеби некои од нив и веќе имаат одговори на некои од нашите прашања.